Половина денар не може да не направи сиромашни, но на некои фирми може да им донесе дополнителен приход. Често ги има на сметките, но реално никој не ги враќа како кусур, па така, со заокружена сметка, дел од маркетите годишно имаат заработка плюс. Кој е најдобриот начин да не бидеме оштетени? Истражуваше Мартин Пушевски. Ви вратили ли некогаш 50 дени во продавница? Не, секогаш е заокружена цената во штета на граѓанин. За струја, за едно тоа ги гледам 50 дени. И тие стално ми ги наплаќаат. Секогаш заокружува тие во нивна цел, а не во моје. Ги нема во аптека, ама ги има на сметките. За джебот на граѓаните не значат ништо, за компаниите носат ќар и екстра профит. Дали премолчно се согласуваме со ваквиот грабеж? Во Организацијата на потрошувачи не пристигнала ниту една поплака, но представки имале во пазарниот инспекторат. Сите трговци го имаат истото објаснување до 0,5 денари, односно 50 дени на сметката, тие значи го прифаќаат помалиот износ, над 0,5, на пример ако е 34 денари и 60 дени, во тој случај тие наплаќаат 35 денари. МТВ се обиде да дојде до ставот на дел од големите маркети. Како го регулираат ова? Доколку според фискалната сметка треба да му вратиме на потрошувачот кусур од 50 до 100 дени, за да не биде оштетен, ќе му вратиме 1 денар. Ова е единствениот одговор што го добивме од Кам Маркет. Другите што ги контактиравме молчат. Оваа сметка покажува дека треба да платите 168,5 денари. Ако платите со картичка, ќе платите точната сума, но ако платите во готово, најверојатно ќе ви заокружат на повисоката сума. Дел од експертите порачуваат за овој проблем да не го наруши имиџот на компаниите, овие пари на крајот на годината да ги донираат во добротворни цели. Да се обидат ако можат да ја поправат, да се го поправат имиџот и да го искористат оваа појава, да ја пресметаат, да искористат техники на data mining, да видат колку е тој ефект на годишно ниво и за тие пари на пример да донираат во некоја библиотека, добротворни сврхи и така натаму, и тоа го искористат во промоција. Народна банка одлучи овие пари се повлекуваат од прометот. Замената ќе се врши од 1 јануари до 31 март. 20 години по нивното пуштање во оптек, тие заменуваат во историјата.